Предизвикот на животот е голем. Неретко, многумина од нас доаѓаат до работна бездната, сметајќи дека тука е крајот, нема излез и нештата не може да се поправат. Нештата би станале поедноставни доколку го прифатиме она на што психологијата како наука не учи, а тоа е како да ги користиме во обичаените психички процеси и истите да ги ставиме во функција на секојдневието, да ги усогласиме ид егото и суперегото да бидат перманентно во баланс. Во еден баланс. Но се случува некогаш, и тоа не се случува на сите, да не заобиколи кризата. Сите сме денеска предодредени да бидеме во некои стресни ситуации. Во такви моменти изузетно е важна психодиагностика. Добра диагноза значи одличен метод за излегување од истата. Во земјава веќе се проби бариерата и процесот на дестигматизација е застапен. Многу често вратите на нашите советовалишта се отворени за луѓе кои се почесто барат помош, не само кога се во криза, него и како превенција на одредени кризи. Посебно ги пратат развојните кризни, раѓање на дете, стапување во брак, губење на работа, губење на некој близок, сите тие работи, ако добро се надминат, не може да се заборават, но може да го зајакнат нашето его, така да следната криза со ист интензитет нема да не декомпензира. Психолозите велат, вистинско задоволство е да се работи на себе. Кога сме ние окей, тогаш многу работи околу нас стануваат системски добри. Затоа не чекајте да ви се насмевнат луѓето. Покажете им вие како се прави тоа.